Албанците во земјава не се препознаваат во македонската химна и поради тоа е потребно да се почнат разговори за промена на истата. Портпаролот на ДОИ Бујар Османи уштеднаш потврди дека со СДСМ е договорено во иднина да го започнат и овој диалог. Зошто тоа не го направат сега според Османи е поради фактот што за промена на химната е потребно двотретинско мнозинство во собранието, кое сега објективно го немаат. Прашањето на химната. Значи, вие имате ситуација во која што втората поголемина етничка заедница не ја прифаќа таа химна, бидејќи ги исклучува нив. Ги исклучува во секој аспект од таа химна. И ние велиме, за да бидеме полојални према државата, за да бидеме инклузивни, за да може сите да станеме на иста химна, таа химна треба да не представува и нас. Меѓутоа, за тоа треба двотретинско мнозинство. Османи кажа дека групите кои работеле со ВМРО ДПМН доставиле одреден начелен договор за јазикот, кој партијата го оценила како недоволен за да даде поддршка за таа коалиција. Ова е во спротивно со изјавите на други партиски функционери на интегративците, кои кажаа дека имале и писмени докази дека ВМРО ДПМН е прифатило двојазичност на целата територија на земјава, на начин кој се барал со така наречената албанска платформа. Османи потврди дека биле договорени и двојазични банкноти. Од СДСМ уштеднаш побараа претседателот Иванов да им го даде мандатот. Таков став според нив имала и целата меѓународна заедница. На прашање што е прифатливо за нив од така наречената албанска платформа, уште еднаш кажа дека тој одговор ќе го дадат откако официјално ќе го добијат и мандатот. Да одиме чекор по чекор и да не ги прескокнуваме неопходните чекори. Тој ја врши функцијата претседател на државата, тој согласно уставот е обврзан да го даде мандатот на оној кој што има мнозинство, а ние ќе ги дадеме сите одговори најтранспарентно на јавноста и таа ќе може со своји очи да се увери кога ќе излеземе согласно уставот со програма на влада. Од ВМРО ДПМН пак уште еднаш потврдија дека за нив е нужно одржување на предвремени парламентарни избори. Велат во СДСМ знае дека мнозинството од народот во Македонија ќе се спротистави на воведување двојазични банкноти, менување на униформите, менување на химната, знамето и грбот, конечно менување на името на државата. ВМРО ДПМН смета дека Зоран Заев и СДСМ мора да го слушнат гласот на народот. Исто така треба да се согласат на предвремени парламентарни избори, кои на ист трошок би се одржале со локалните. Јовановски кажа и дека македонците, србите, ромите, турците, власите и останатите припадници на етничките заедници нема да се помират со редефинирање на земја од мултиетничка во бинационална.